Во нашава земја беше облачно и дождливо. На приморието беа забележани и грмежи. Температурата се движеше од 8 во Љубљана до 18 степени во Сплит. И во Македонија беше облачно и дождливо. На места беа забележани и грмежи. Најмногу дожд во текот на денов падна во Охрид, 23 и во Битола 12 литри на квадратен метар. Во Скопје во однос на вчера беше посвежо и температурата измерена напладне изнесуваше 10 степени. Под влијание на циклонска активност во областа на Франција и на западното Средоземје преовладува облачно, ветровито и дождливо време. Во Јужна Швајцарија паѓаше снег, кој на моменти го отежнуваше друмскиот сообраќај. Снег денеска паѓаше и во северозападните делови на Советскиот сојуз. Еве и прогнозата за утре. Предпладне ќе биде малку до умерено облачно, а попладне променливо облачно со повремен дожд. Изутрината ќе има магла. Температурата ќе се движи од 12 до 18 степени. Каков ќе биде утрешниот ден? Каде се прибираат и каде стигнуваат актуелните временски информации кои ги мерат повеќе илјади метеоролошки станици во светот за согледување и анализа на временските состојби и прогнозата на времето? На кој начин пристигнуваат тие информации во собирниот центар во Републичкиот хидрометеоролошки завод Скопје? Демир, ајде давај Демир. Примај. 592 50 95 104 27717 20900 11805 2600 95 990 Ахмед 592 19 37 715. Дале е примено. Примено, пријатно, Паланка. 493 12 304 98 011 19 417 20902 08 804 20 700 95 9 Ахмед 493 19 94082 37 613 20 Примено, пријатно, Битола. 583 10 30 98 020 20 616 20901 07 104 20 200 и 95 900 Ахмед 58319 94 068 17 313 Прием. Примено, пријатно. Резултатите кои се добијани преку радиоврска од метеоролошките станици во Македонија со помош на телепринтери се испраќаат за Белград директно во компјутерот во Сојузниот хидрометеоролошки завод на логичка и критичка контрола, откаде што се емитуваат понатаму по одредени телепринтерски линии преку Виена, Будимпешта, за други поголеми регионални и светски центри, како што се, например, Москва, Вашингтон и Мелбурн. По исти врски резултатите од цела Европа, Атлантскиот океан, Медитеранот, Северна Африка, Северна Америка и Азија пристигнуваат во облик на шифрирани депеши по иста методологија во Заводот за понатамошно користење. На почетокот резултатите се внесуваат на одредени синоптички карти по одреден распоред на метеоролошките елементи и појави кои се дешифрирани од депешите, односно значењето на бројките се вцртува со помошта на меѓународни знаци околу секоја станица на картите. Така нацртана карта се уште не е комплетна и готова за користење. Незиното докомплетирање се однесува на излекување карактеристични изолинии. Нацртаниот материјал од приземните станици, заедно со нацртаниот и анализиран материјал од висинските станици, е основа за согледување на времето над Европа, Југославија и подетално на Македонија,
odnosno za analiza na времето, како и за неговото предвидување во наредниот период, тоест за прогнозата на времето, имајќи ги предвид законитостите што постојат во атмосферата и развитокот на физичко-метеоролошките процеси. Се наоѓаме во синоптичкиот центар, тоест за Центарот за анализа и прогноза на времето. Тука пред нас ги имаме материјалите на кои се врши прогноза на времето, тоест на кои се обработува временската ситуација. Имаме приземни и висински карти. Имаме приземна карта од терминот 01 часот, ноќе значи, и на која се гледа с големен воздушен притисок, тоест поле на антициклон, и овдека во западна Европа циклонска активност, која се изразени фронталните системи кои условуваат овде во овој дел на Англија и западна Европа облачно и дожливо време. Додека Јужна Европа се наоѓа пак под зголемен воздушен притисок, каде времето е условено и се одржува стабилно и суво време. Друг карта, тоа е картата од 4 часот, значи по-свежа. Ние, нашата земја овдека, југоисточна Европа, значи пак се наоѓа под влијание на зголемен воздушен притисок и времето е тука ведро и стабилно, значи, а овде овие во западна Европа и тука имаме приближување на фронтовите и времето е облачно исто така и врнежливо. Овие карти овдека што се гледат, тие се висински и од различни висини. Ова е од 850 милибари, 700 и 500 милибари. Преска рековме за циклонската циркулација на приземје, таа истовремено се гледа и на висинските карти. Значи, исто се наоѓа во западна Европа, додека антициклонот тука во овој дел на Европа, на приземје. Исто имаме и во западна Европа еден циклон кој е во приземје слабо изразен. Овие овдека карти, тоа се прогностички карти кои ја даваат временската ситуација за следните неколку дена. И според ово овдека што имаме, имаме спуштање на ладен воздух, кој за неколку дена, за 2 дена, треба да услови формирање на циклонска активност во Средоземјето и да имаме врнежи од дожд кои ќе се пренесат и над нашата република. Кон овој материјал се приклучуваат добиените анализи и нумерички, по компјутерски пат добиени прогнози, кои со помошта на факсимил уредите ги прима Заводот од другите национални, регионални и светски центри. Како што рековме, над нашата република е ведро, и над нашиот град Скопје исто така е ведро, но има слаба магла. Секој ден имаме сондирање на атмосферата, тоест пушта се сонди во кои даваат податоци на атмосферата над градот Скопје. Со тие податоци ги ние нанесуваме на емаграм, од кој може да се види структурата на атмосферата. На неа тука се гледат како температурата со висината паѓа. Меѓутоа имаме и слоеви каде таа со висината расте. Ова црвена е температурата, а ова плавата тука, тоа е влажноста на атмосферата, тоа е точката на Росе. Ова крива тука што се гледа, тоа е висината изразена во метри. А овие овдека, тоа се податоци за струењето на воздухот на висина. Се од тука може да видиме дека струењето на воздухот над градот Скопје се наоѓа во западно висинско струење, каде струењата негде до 13.000 метри скоро се уедначени, така да во приземје негде, например, од 850 милибари или 1500 метри, тоа изнесува негде околу 2 метри во секунда.
додека на 5500 метри изнесува околу 10 метри во секунда, а ако идеме, например, на 13.000 метри, а брзината на ветерот е негде околу 13 метри во секунда. По правило, температурата со височина опаѓа, меѓутоа имаме случаеви кога таа и расте. Еве, сегашниот систем, моментот е таков кога во приземје температурата со височина расте и во тој случај времето е стабилно и суво и имаме појава на магла или измаглици. Радиосондажните мерења во Скопската котлина заводот ги организира од 1979 година, иако и пред тоа постоја вакви мерења, но за други потреби и нередовно. Моментално, станицата врши по едно мерење во текот на денот, и тоа во 01 часот после полноќ. Од 1 септември 1981 година започнува да се реализира Алпекс програмот, во кој се вклучени синоптичкото и метеоролошко-климатолошкото оделение со своите истурени мерни пунктови. Целта на Алпекс програмот, за што иницијатива дадоа југословенските метеоролози, е да се изучи влијанието на Алпите врз времето и климата во земјите околу Алпскиот масив. Резултатите кои пристигнуваат во заводот на крајот од секој месец на логичка и критичка контрола се обработуваат во метеоролошко-климатолошкото оделение и подоцна се архивираат, додека на крајот од годината се објавуваат во специјални публикации годишници на Сојузниот хидрометеоролошки завод од Белград. Во ова одделение се врши комплетна евиденција на работата на сите метеоролошки станици, квалитетот на резултатите од мрежата и наблюдувањата, како и исправноста на метеоролошките инструменти и опремата. Постојат следните видови на годишници. Тоа е годишњак број 1, годишњак број 2, годишњак на метеоролошката обсерваторија Зелено брдо, кој покасно го промена името во годишњак на специјалните мерења во Југославија. Во метеоролошкиот годишњак 1 се наоѓаат резултатите од мерењата и наблюдувањата од сите главни обични метеоролошки станици во Македонија. Тоа се вкупно околу 33 станици. Во тој годишњак се наоѓаат резултатите од притисокот, температурата, екстремните температури, правецот и брзината на ветерот, облачноста, релативната влажност, врнежите и одредени појави кои се следени во текот на одредена година. Во метеоролошкиот годишњак 2 се наоѓаат резултатите од мерењата од дождомерните станици во Македонија, тоа се вкупно околу 240 станици, кои заедно со главните и обичните метеоролошки станици околу 290 станици. Во овој годишњак се бележени резултатите од дневните и месечните вредности од врнешните, како што реков, од сите дождомерни станици во Републиката. Понатаму во годишњакот од Метеоролошката обсерваторија Белград, односно годишњакот од специјалните мерења во Југославија, се бележат резултатите од испарувањето и интензитетот на сончевото зрачење во две мерни места во Републиката, тоа е Скопје и Битола. Во овој годишњак се наоѓаат и резултатите од другите метеоролошки станици во Југославија каде се вршат специјални мерења. Паралелно со овие резултати се бележат и резултатите од пратечките елементи, метеоролошки елементи кои се потребни за интензитетот на глобалното и дифузното зрачење и испарувањето. Во
Во архивата на метеоролошките податоци постојат резултати од почетоците на мерењата во Македонија во 1925 година, па се до денеска. Најмногобројни податоци постојат од поново време, кога се воведени и авторегистрирани инструменти и кога е зголемен бројот на мерењата, а тоа е конкретно 1975 година, кога се воведени комплетни часовни мерења на сите метеоролошки елементи и појави. Од оваа архива се издаваат уверенија за временските состојби во Македонија, за поранешните периоди и од каде се добиваат податоци за елаборати, анализи и студии за разни гранки на стопанството, како што се електростопанството, водостопанството, земјоделството, туризмот, сообраќајот, градежништвото и архитектурата, медицината и друго. Покрај тоа, од оваа архива се издаваат и податоци за потребите на разни изучувања на метеоролошките елементи и појави, за ученици, студенти, магистерски, докторски дисертации и слично. Еден од најзначајните научно-стручни проекти изработен од Хидрометеоролошката служба на Југославија е и Атласот на климата на Југославија. Уште во 1955 година, на вториот конгрес на Светската метеоролошка организација во Женева, е донесена одлука да се пристапи кон изработка на светски климатски атлас. Како дел од тој атлас подоцна се изработени национални атласи на сите 149 членки на Светската метеоролошка организација, меѓу кои е и Југославија. На третото советување на климатолозите на хидрометеоролошките заводи на Социјалистичка федеративна република Југославија во 1963 година се донесени договори за изработка на Југословенскиот атлас на климата, при што подоцна се пристапи кон испитување на хомогеноста на податоците, интерполација и редукција на низовите, како и сметковна обработка на определени метеоролошки елементи и појави, од кои подоцна се изработени следните карти. Прво, температура на воздухот, вкупно 22 карти. Второ, врнежи, вкупно 27 карти за период 1931-1960 година. Трето, снежен покрив, вкупно 7 карти, период 1948-49, 1962-63. Четврто, облачност, вкупно 5 карти, период 1946-1970. Пето, осончување, вкупно 4 карти, период 1946-1970. Шесто, број на денови со град, магла и грмежи за период 1951-1970. За комплетно завршување на атласот на климата на Југославија е потребно да се обработат следните метеоролошки елементи. Прво, воздушен притисок, второ, ветер, трето, испарување, четврто, влажност на воздухот, пето, класификација на климата на Социјалистичка федеративна република Југославија по Кепен за период 1951-1970. Покрај ова, потребно е да се напише и текстуална интерпретација со што ќе се комплетира целиот атлас на климата на Југославија. Паралелно со овие карти постои иницијатива за потребите на стопанството да се изработат следните карти. Прво, 8 карти за сончевото зрачење и осончувањето на Југославија. Второ, 11 карти за температурите за потребите на градежната метеорологија. Трето, 3 карти за релативната влажност. Четврто, 7 карти за врнежите и снежната покривка. Пето, 3 карти за ветерот. И шесто, повеќе карти за атмосферските појави. На тој начин ќе се добие многу значаен материјал што е потребен во целата земја, а е од интерес за стопанството, народната одбрана и за други намени.
Сите активности на синоптичкото и метеоролошкото одделение се од големо значење за стопанството, народната одбрана, најавувањето на одредени вонредни опасни хидрометеоролошки појави, како и изработка на разни метеоролошки, климатски анализи, елаборати и студии, односно климатско реонирање на Македонија. Времето и климата се еден од многу значајните фактори на човековото живење на одредено подрачје. Поволните климатски услови го олеснуваат развитокот на општеството и представуваат битен предуслов за многуте човекови активности. Во последните години во одредени подрачја на земјината топка се случија одредени временски елементарни непогоди, како што се големи суши, интензивно јаки зими во Соединетите Американски држави и го натера, меѓу другото, човештвото да размислува дека и времето и климата се менуваат и доаѓа до нов леден период. Од друга страна, како втор фактор, во последно време е загадувањето на човековата околина, што влијае директно на зголемувањето на температурата на воздухот, нарочно со присуството на количините на CO2 во атмосферата и го стварат ефектот на стаклена бавча. Од друга страна, како трет проблем е причината да се спомене кризата на енергија и производство на храна. Ова се причините за инициирање и организирање на Светски климатски програм, кој е конституиран на 8-миот конгрес на Светската метеоролошка организација во Женева 1979 година. Основни поставки на Светскиот климатски програм се превземени и се однесуваат на Југословенскиот климатски програм, кој паралелно е и дел од климатскиот програм на Македонија. Во наредниот период се очекува главен напредок во климатологијата, како што е познавањето и прогнозата на климата, во енергетиката, како што е користење на сончева енергија, енергијата на ветерот, како и сончевата енергија и производството на храна, понатаму животната средина, како што се фонската загаденост, урбаната загаденост и друго. Добар ден. До крајот на денот времето ќе биде сончево и тивко, температурата ќе се движи од 20 до 25 степени. Во Скопје и околината сончево и тивко, температурата ќе достигне до 23 степени.